Денеска дојдовме да положиме цвеќе и да се поклониме на гробот на големиот македонски револуционер, војвода и учител Христо Узунов и неговите соборци комети кои го положија животот за слободна и независна Македонија. Речиси како на филмско сценарио се одвиваат убиствата на македонските револуционери во тоа време. Биле предадени од доушници, влегуваат во нерамноправна битка со многобројниот турски аскер, им остануваат последните куршуми и оставени пред изборот дали да загинат или да се предадат, одлучуваат да се самоубијат со последните куршуми. Христо Узунов целиот живот го посветил на идејата на слободна и независна Македонија, положувајќи го животот на своји 27 години. Особено потресно е неговото последно писмо до неговата мајка во кое што ја кажува дека не сака да ја навреди, бидејќи повеќе се чувствува како син на втората мајка Македонија, отколку на неговата биолошка мајка која го родила. Значи, за Христо Узунов татковината била пред се. Маките на татковината биле многу поголеми од страданијата на секоја наша мајка. Меѓутоа, денеска, 116 години покасно, тука на ова место, како македонци мора да кажеме дека не сме достојни на делото и идеалите на нашите предци. Нивниот идеал биле да создадат самостојна и независна македонска држава, а нашата обврска денеска треба да биде да ја сочуваме и да ја одбраниме татковината. Меѓутоа, ние сите гледаме, државата не се растура, а сето тоа немо го гледаме, го посматраме и си молчиме. Нека не биде инспиративно делото и само жртвата на македонските револуционери, како што биле Христо Узунов, Гоце Делчев, Даме Груев, Методи Патче и плејада други македонски револуционери. Сите тие биле учители. Може ли да си седат мирни, да си бидат учители, да не одат во планините, да не бидат револуционери? Меѓутоа, ако седеле дома, ќе немаше Македонија. Затоа, ние денеска, оваа генерација македонски, од ова историско место, повикувам, станете, браќа и сестри македонци, да се бориме, да ја одбраниме државата од овие марионети на зверот, кои што 30 години ја рушат Македонија. Едно можам да порачам денеска од ова свето место. Ние во единствена Македонија, во борбата за Македонија, секогаш ќе бидеме на првата линија во одбрана на националните и државните интереси. Никогаш нема да ја предадеме Македонија, нашата земја, нашата татковина. Никогаш нема да ја предадеме крвта на илјадници македонци кои што ја пролеа за нашата Македонија. Никогаш нема да го предадеме името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Христо Узунов пред 116 години пишувал дека повеќе се осеќа син на својата втора мајка Македонија. Јас денеска тука ќе продолжам каде што застанал Христо Узунов и слободно ќе извикнам: Македонија е нашиот дом. Онака како што се бориме за нашите домови, се бориме и за Македонија. Да ни е жив споменот за Христо Узунов, да ни е вечна македонската држава.